Во јули кинескиот автомобилски гигант БYD потпиша договор за изградба на фабрика вредна милиарди долари во Турција. Фабриката ќе произведува 150.000 возила годишно, главно за пазарот на Европската Унија. Аналитичарите велат дека договорот представува пресвртница во турско-кинеските односи. This deal has the potential to reduce the trade imbalance. Овој договор има потенцијал да го намали трговскиот дисбаланс, трговскиот дефицит, што е штета за Турција. Од друга страна, за Кина тоа е исто така важно, затоа што производите што се произведуваат овде ќе бидат ослободени од царини поради фактот што Турција има царинска унија со Европската унија. Аналитичарите велат дека планираната фабрика е начин да се избегнат новите царини на Европската Унија за кинеските возила и додаваат дека новата инвестиција е исто така знак за промена во политиката на Пекинг по години избегнување на инвестирање во Турција. You don't see these investments in Turkey. Не ги гледате кинеските инвестиции во Турција, а причината за тоа е затоа што Кина ја доживува Турција како земја со висок политички ризик во регионот. Но тоа се менува, а некои од заедницата на ујгурите се загрижени дека Турција можеби се врти кон нив. Анкара ја критикуваше репресијата на Пекинг врз неговото претежно муслиманско ујгурско малцинство и им понуди за солниште на многумина. Наблюдувачите велат дека ујгурите стравуваат дека инвестицијата на Пекинг во Турција од милиарда долари може да биде дел од договорот склучен за време на неодамнешната посета на турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан на Кина. There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing. Има гласини дека кинеската страна притиска за ратификација на овој договор за екстрадиција, дека би сакале ујгурите во Турција, барем некои од нив, да бидат вратени во Кина, за да им се суди во Кина и така натаму. Други сугерираат дека свртувањето на Кина кон Турција, членка на НАТО, би можело да биде дел од зголемената конкуренција на Пекинг за глобално влијание, особено со Соединетите држави. Аналитичарите велат дека Анкара и Пекинг наоѓаат зголемена дипломатска заедничка основа, вклучително и критики за војната на Израел против Хамас. If you take, for instance, the Gaza issue right now. Ако го земете, на пример, прашањето за Газа во моментов, Турција и Кина, па дури и без да се обидат, гледаат очи во очи по ова прашање. Нивните надворешни политики се усогласуваат, се преклопуваат и нивната политика станува многу поразлична од повеќето други западни земји. Значи, постојат одредени прашања на глобално ниво, на регионално ниво, за кои се чини дека Кина е многу подобар партнер од западните земји. Анкара го поздрави приемот на Пекинг на палестинските лидери во месец јули. Војната во Израел се заканува да ескалира, а наблюдувачите велат дека тоа може само да обезбеди повеќе заедничка основа меѓу Анкара и Пекинг.